Министерството за здравство објави дека е завршено годишното усогласување на максималните цени на лековите за 2026 година, според важечката методологија за формирање на цените. Министерот за здравство Азир Алиу истакна дека утврдувањето на цените е стратешка одлука, која директно влијае на достапноста на терапијата за граѓаните, како и на одржливоста на здравствениот систем и јавните здравствени расходи. По спроведените анализи и преговори, кај вкупно 343 лекови се постигнати намалување на максималните цени. Новите цени ќе започнат да се применуваат од 1 мај оваа година, по периодот во кој фармацевските компании ќе ги усогласат цените во прометот на големо и мало. Особено истакнато значителното намалување на цената на лекот Ксарелто, кој што се користи во третман на кардиоваскуларните заболувања. За таблетите од 15 и 20 мг цената е намалена од 2300 на 1600 денари. За таблетите од 10 мг од 824 на 589 денари. Министерството нагласува дека со оваа мерка се овозможува поголема достапност на терапијата, особено за лекови кои порано се набавувале од странство поради пониски цени. Исто така, Ксарелто е предложен за вклучување на позитивната листа за примарна здравствена заштита во текот на оваа година, со што се очекува дополнително олеснување на трошоците за пациентите преку надомест од државата и обезбедување можност за избор на лек од различен производител. Ацо Ристов, дипломиран електроинженер со долгогодишно раководно искуство во секторите енергетика, хидроенергија, водоснабдување, третман на води, рударство и инфраструктурни системи, е предложен за нов председател на Регулаторната комисија за енергетика по оставката на досегашниот председател Марко Бислимовски. Ристов денеска беше изгласан од членовите на Собраниската комисија за прашање на изборите и именувањата, со 7 гласа за, 2 против и ниту еден воздржан. Неговото именување треба дополнително да биде потврдено на пленарна седница. Ацо Ристов е родом од Радовиш, во периодот од ноември 2021 до октомври 2025 ја извршуваше функцијата градоначалник на Радовиш. Покрај него на огласот за председател на регулаторна се пријави Шамил Реджепи од Тетова, магистар по економски науки, вработен во Регулаторната комисија за енергетика од 2004 година. Меѓутоа, Реджепи не влезе во потесниот круг поради непочитување на критериумите од огласот. Дипломата по економски науки не беше прифатлива според условите, а државјанството од 1995 се смета за неважечко, како што посочи председателот на комисијата Ѓорѓе Сајковски. Со предложеното именување се очекува Регулаторната комисија за енергетика да продолжи со стабилно функционирање и спроведување на клучните регулаторни активности во енергетскиот сектор. Поранешниот градоначалник на Скопје Петре Шилегов изјави дека постои договор во рамките на СДСМ кој според него води кон тоа партијата упорно да ги промашува темите и да дозволи ВМРО ДПМН да усвои 2 мандати со цел да се избегнат евентуални истраги и кривични постапки. Изјавата е дадена пауза од судското рочиште за предметот Пулс, каде што застапува еден од обвинетите. Шилегов оцени дека партијата е кадровски исцрпена и дека одлуката за иницирање на негово исклучување е спротивна на статутот на СДСМ, бидејќи според него таквата постапка треба да ја води општинската организација. Тој го повика лидерот на СДСМ Венко Филипче да дојде во општинската организација во Карпош за да се разговара за неговото исклучување и за состојбите во партијата. Шилегов најави дека ќе продолжи со својата платформа и стратегија и побара актуелното раководство да се повлече, за да ја ослободи партијата која според него некогаш била државотворна. СДСМ не е собственост на една групација, со неа да се пазарат за својата слобода, истакна Шилегов. Изјавата доаѓа откако извршниот одбор на партијата донесе одлука да иницира постапка за негово исклучување од партијата. Од аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид се воведуваат 2 нови авиолинии до Братислава и до Милано. Како што информира вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, летот до Братислава е достапен веднаш, односно почнува од денеска. Летот од Охрид до Милано ќе почне да се реализира од 29 март. Од денеска 17 март граѓаните директно можат да летеат од аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид до Братислава. Веќе од 29 март воведуваме уште една линија од Охридскиот аеродром директно до Милано. Овие авиолинии значат нови туристи во Охрид и повеќе можности за зајакнување на економијата.
пишува Николовски во објава на социјалните мрежи. Министерот додава дека владата и Министерството за транспорт остануваат посветени кон унапредување на авиосообраќајот со цел поголем развој и поврзување на земјава со големите центри. Новиот врховен лидер на Иран, ајатолахот Моџтаба Хамнеи, ги отфрли предлозите за деескалација на конфликтот со Соединетите Американски држави и Израел, порачувајќи дека мир нема да има се додека двете земји не признаат пораз или не платат оштета. Пренесува Ројтерс, повикувајќи се на висок ирански функционер. Хамнеи го одржал својот прв состанок за надворешна политика откако беше избран за врховен лидер, донел одлука за многу сериозен одговор кон САД и Израел, без јасно да се наведува дали присуствувал лично или преку видеоврска. Две земји посредници предложиле намалување на тензиите или прекин на огнот, но деталите за предлозите и нивниот идентитет не се објавени. Според изворот, Хамнеи изјавил дека не е време за мир, додека САД и Израел не се фрлат на колена, не признаат пораз или не платат оштета. Од неговото именување пред повеќе од една недела по смртта на неговиот татко ајатолахот Али Хамнеи не е објавена нова фотографија од него. Дел од иранските извори тврдат дека бил полесно повреден во нападите во кои загинал неговиот татко, додека американски представници наведуваат дека повредите биле потешки. Конфликтот меѓу Иран од една страна и САД и Израел од друга страна трае повеќе од 2 недели. Досега има најмалку 2000 жртви. Ормудскиот теснец останува во голема мера затворен, што предизвикува раст на цените на енергенсите и глобални економски истребувања. Хамнеи во својата прва јавна порака истакна дека затворањето на Ормудскиот теснец треба да се користи како средство за притисок врз непријателите на Иран. Според извори на Ројтерс, администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп ги отфрла иницијативите на блискоисточните сојузници за започнување дипломатски преговори за прекин на војната. Иран одобри транзит на бродови од неколку земји низ Ормудскиот теснец, соопшти портпаролот на Иранското министерство за надворешни работи Исмаил Багеј, нагласувајќи дека премените се реализираат во координација со Техеран. Според достапните податоци, низ теснецот веќе поминале бродови поврзани со Иран, Индија, Кина и Грција, што делумно ја нормализира ситуацијата во овој клучен енергетски коридор. Багај истакна дека земјите во координација со Иран ги спровеле своите бродови со подршка на пилоти, што го покажува одговорниот пристап на Техеран. Иран ја презеде контролата врз Ормудскиот теснец по американско-израелските напади на 28 февруари, поведувајќи ограничување за бродови поврзани со Соединетите Американски држави. Поради кризата, транзитот на нафта низ теснецот падна од околу 20 милиони барели дневно, пред конфликтот на помалку од 2 милиони барели дневно, според Меѓународната агенција за енергија. Меѓу бродовите што успешно поминале се пакистански танкер со нафта, индиски танкери за течен нафтен газ, кои пловеле по одобрени рути и под надзор на индиската морнарица. Индиските власти посочуваат дека безбедниот премин е резултат на дипломатски активности. Ситуацијата ја одразува драстичен пат на поморскиот сообраќај. Од 1 до 11 март низ теснецот поминале само 77 бродови, во споредба со над 1200 во истиот период минатата година. Американските власти засега немаат приговор за транзитот на одредени бродови, оценувајќи дека делумното отворање е важно за глобалното снабдување со енергенси.